Дуи со нов услов, повторно отворање на случаите Сопот, Монструм, Алмир и Саздо. Ова ќе биде еден од критериумите за избор на коалициониот партнер на интегративците. Но Хил вели дека бараат од судските институции повторно да ги разгледаат, како што вели тој, спорните случаи. Пармовите случаи, вие кога што барате, и што ги наведовте, би значило дека таа партија кога ќе припати да го направи, тоа ќе биде вашиот потенцијален коалиционен партнер? Тоа е услов. Ние сакаме и се залагаме да се исполнат кумулативни сите атрибути на правната држава. Но Хил вели дека се залагаат и за ветинг во судството, обвинителството и политиката. Демократската унија за интеграција се ангажира за целосен ветинг, кој подразбира двојна контрола на секој политичар, обвинител и судија во земјата, затоа што интегритетот на раководното лице и на институцијата што ја раководи се основата на здравото општество. Нејасно е зошто Дуи намаса ги става случаите како Монструм и Сопот, кога по барање на интегративците, случајот за петкратното убиство на младите момчиња и рибарот е вратено на повторно судење, а во март 2018 година Катица Јанева како специјален јавен обвинител ги ослободи обвинетите во случајот Сопот, бидејќи според СЈО не постоеле докази дека тие во 2003 година поставиле мина на локалниот пат суша во Сопот, кога двајца полски војници и еден македонец ги загубија животите. Ова не е прв пат Дуи да поставуваат услови за коалицирање со нив, но и за закони кои им одат во полза. Уште се свежи сеќавањата за како Дуи бара имплементација на тиранската платформа, која сегашната влада ја негира, а речи се во целост е исполнета. А пред само недела дена, Дуи за да даде подршка за законот за јавно обвинителство, бараше измени во изборниот законник, односно прекројување на 5-та и 6-та изборна единица. Сега Маврово и Ростуше се во 5-ката. Според аналитичарите, со ова Дуи извојувала мини победа, односно зголемување на бројот на албанци пратеници во собранието.